Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здрава Македонија. Ова утро во фокус го ставаме пушењето. Нешто за што се зборува многу по новиот закон и забраните кои ги имаме. Затоа решивме да посетиме пулмолог кој ќе ни образложи колку и зошто е штетно пушењето. Добро утро за доктор Ирфан Исмаили. Добро утро, благодарност што ме поканивте во емисијата. Чест и задоволство да бидам со вас и да објасниме на гледачите за влијанието од пушењето за здравјето врз организмот. Доктор Исмаили, имаме многу страствени пушачи во Македонија, но на многумина кога се донесе законот, гледаат како напад или рушење на човековото право, но колку и зошто е штетно пушењето на долг рок, што може да наштети, колку и пасивните пушачи кои што се во затворена средина, каде што оние кои пушат може да придонесат одредена штета на здравјето на луѓето. Да, за жал ова е многу негативен феномен во нашата средина, во нашето општество, пушењето, која е веќе прави некоја хронична зависност и е водечка причина за појава на предвремена смрт, за појава на голем број на незаразни болести или системски болести и намален квалитет на живот. Чадот од цигарите, значи, има многу штетни субстанции, околу 7000 штетни и токсични субстанции, околу 70 канцерогени материи. Тука го имаме и никотинот кој што ствара зависност, го имаме катранот кој се таложи во дишните патишта и прави оштетување, го имаме јаглеродниот моноксид кој го троши хемоглобинот, односно го врзува така да имаме намален кислород. Имаме многу тешки метали, радикали слободни кои што го активираат оксидативниот стрес и така натаму. Значи, при пушењето, пред секај помладите, ако збориме, имаме и оштетување, односно, имаме оштетување во развитокот на белите дробови. Потоа, при секојдневното пушење правиме ние една иритација и едно воспалење хронично и перманентно која го оштетува дишниот пат. Потоа имаме оштетување на цилиите, тие се структури кои што го чистат од дишните патишта, ги чистат бактериите, секретот и така натаму. Потоа имаме зголемена продукција на секрет, на мукус кај овие пациенти. Имаме намалена, значи, отпорност код инфекции и што е така по најстрашно, имаме и структурни промени, односно имаме деструкција на алвеолите, на дишните кеси, и имаме исто така и промени во белодробниот паренхим. Тие се ефекти што ги прави пушењето, за да после овие ефекти прави и болести. Така да во респираторниот систем, бидејќи да не забораваме дека пушењето прави проблеми во другите системи, како што е срцето и крвните садови, невролошкиот систем, па и другите органи во организмот. Најтангиран е респираторниот систем, каде што пред се имаме во дишните патишта проблеми, односно болести, бидејќи рековме таа хронично изложување прави и неповратни или иреверзибилно оштетување на дишните патишта, па појава на хобот, хроничната обструктивна белодробна болест, така да пушењето е поврзано како ризик фактор 80 до 90% за појава на хобот. Исто така пушењето ја предизвикува болеста, но после и ја влошува болеста. Пушењето е причинител за зголем број на екзацербации или влошување на болеста. Потоа пушењето пречи во дејството на лекот, бидејќи пациентите примат инхалаторна терапија со пумпици, со спрејови. Пушењето пречи на ниво на мукоза, на ниво на слузница да делува лекот, потоа делува во намалување на капацитетот. Со секое пушење, со секој стаж пушечки и количина или колку цигари пуши, секоја година се намалува капацитетот на дишните патишта или на белодробието. Потоа белодробниот карцином.
Знаеме дека исто така пушењето е број 1 за појава на белодробниот карцином, така да 85 до 90% како ризик фактор за белодробен карцином е пушењето. По сите литератури, па и по нашите што ги имаме случаеви тука и статистики. Што се случува? Значи, белодробниот карцином е еве во светски рамки е најчест причинител за смртност поврзан со малигните болести. Е број 1 карцином кај машките, кај жените на трето место по карциномот на дојка и колоректалниот карцином. Тука во тоа оштетување што зборивме, тука веќе имаме оштетување на ниво на клетка, на ниво на ДНК, оштетување на ДНК, па мутации и така натаму. И стварање на целиот тој систем на канцерогенеза и појава на белодробниот карцином. Што е пострашно, ситноклеточниот карцином, кој што е најагресивен карцином, кој брзо метастазира, брзо се проширува, има многу, како да кажам, мало преживување, над 95% е со ризик фактор од пушењето. Исто така и другите карциноми, и другите болести, астмата, влошување на астмата, на хроничните бронхити и така натаму. За крај на овој убав утрински разговор, доктор Иван, постои ли едноставен начин за откажување од цигарите и дали истото може да предизвика стрес? Доколку, еве, од утре, по се ова што го набројавме, оние кои се страствени пушачи се откажат? Вака, ја не сум пушач и не знам како би било тоа. Сега повеќето вика дека им прави психолошко некое пореметување или проблем, но сепак мислам дека се е во психата и цврстината на карактерот на пациентот, на човекот кој сака да се откаже. Има механизми, мислам и препарати што се користат за одвекнување, нели во вид на мастики, на таблети и така натаму, но пред се мислам дека е психата. Еве да илустрирам, пред 2 дена во амбуланта имав случај, помлад пациент, кој што имаше емфизем на белите дробови, тоа е оштетување исто така на ниво на структури на алвеоли, значи се пунат алвеолите со воздух како цисти. После кога му меревме функција, значи му беше ниска, пациентот се разочара и демонстративно излезе пред амбулантата и пред ја скина кутијата и ја фрли. Вика, крај со мене. Даке, тоа е до карактер и мислам дека што побрзо и што порано да се откажете е подобро. Бидејќи, еве за помладите збориме, белиот дроб до некоја возраст знае и да се регенерира, потоа не се регенерира. Така да што порано би ги мотивирале да се откажат, бидејќи долгорочно е оштетувањето и ефектот. Можам да кажам со еден збор, белите дробови ни требат нас за цел живот, да не ги оштетиме тие пред да ни се развијат или пред да ни се случува и пострашни последици. Благодарам многу, мислам дека дадовме причина повеќе зашто веќе уште денеска час поскоро треба да се откажеме од пушењето. Ви благодарам многу за овој утрински разговор. Благодарам и на вас.